каква возбуда го збори. Треба да учиме сите да бидеме со таа возбуда, или барем дел од таа возбуда. И ја познавајќи го знам дека тоа се е вистини од неговото срце. И така да, знаете, ако не најдеме начин во нашиот живот понекогаш да се радуваме и да благодариме, во Господ сигурно ќе најдеме нешто што го прави, а што е дел од нашиот живот и што можеме и да благодариме и да се радуваме. И кој ќе се видиме во таква позиција, уствари ние ќе се видиме дека постојано сме во позиција да благодариме и тоа да бидат нашите единствени жртви пред Бог, благодарнички жртви. Кога втората песна негде почна, не знам дали некој насети од вас, ја насетив голем убав мирис на ванила. Значи беше преубав мирис на ванила и дури тргна и да затежне. Али и така треба да затежне. И верувајте дека ванилата инаку ич не изгледа убаво како што мириса и е вкусна. Ич не изгледа. И може би некој од вас си викал, не сум добар, ваков сум, за никаде сум, но да знаете дека мирисате ко ванила. Немојте да се гледате на таков начин. Мирисате ко ванила пред Бог. Мирисате ко ванила пред луѓето. И ванилата може би е нешто највкусно што може да се случи во нашите животи. Зборам овдека на земјата. Кој сака ванила? Ја мислам дека сите сакаме ванила. Посебно сладолед од ванила. Така да го има такво присуство. Не е само таа топлина што иде од климата, него баш има топлина со мирис на ванила. Може некој да ми отвори водата? Фала. Вака. Пред да почнам да кажам што имам да кажам, сакам да кажам едно голем, огромно благодарам на сите што дојдовте претходната неделна богослужба, што беше свечена и знаете точно по кој повод. Што значи сакам да ви оддадам чест, како што вие нас ни оддадовте чест. Нас, на Ребека, на Зоран, на целата црква, на Господ. Така да, стварно, јас и Даниела сме ептен почестени што сте сите поединечно. Дома да знаете дека со Данчеве знаеме и ве спомнуваме онака, дури по име, по и презиме. А ако не би го знаеме на некој името или презимето, знаеме со кого сте дојдени и знаеме кој ви е пријател. И така да навистински ве знаеме, можам да кажам дека и добро ве познаваме и за тоа сакам да ви дадам еден огромна чест што нас ни дадовте чест и што сте луѓе што даваат чест. Верувате, има голема сила да си даваме чест еден на друг. Поголема не може да има сила. Тоа е уствари показател или тоа е уствари примерот што го покажуваме ние дека навистински сме во Божјата љубов. Со тоа што си одаваме чест еден на друг. Знаете, кога давате чест еден на друг, да знаете дека му давате авторитет на тој човек. Авторитет да може да служи, авторитет да може да биде вредност во твојот живот, авторитет да го пуштите негде да служи во народот. Така да давајте си чест еден на друг. Ќе ви кажам еден пример. Запознав еден човек пред некое време и имавме еден добар пат онака од, не знам, 300 километри и убав муабет во колата и се. И он е запрепастен од тоа што му го кажував, од тоа што му го зборував. И викам, човек, имам еден пријател, се вика Зоран. Кој ќе да запознавам со него, он па какви работи ти каже. Знаете, не е лесно, сега убаво ви годи, му кажуваат убави работи и ќе речете па, добро, нека остане вака. Ама, бидете луѓе што ќе дадат чест на другите. И така да, кога го кажав тоа, он сигурно негде очекувал и кога се запознаа со Зоран, они такви муавети направија, толку книги испрочита во краток период и човекот е запрепастен од сето тоа. Вау, постојат ли вакви луѓе? И тоа ви е пример кога давате чест еден на друг. Види, јас немам време или можеби не го знам ова, али имам еден што знам, што го знае тоа и да видиш како убаво ќе ти објасни, како убаво ќе се помоли за тебе, како убаво ќе те благослови. И така му даваш авторитет за тој кој ќе дојде, на вистина го направи тоа. Океј? Така да, фала ви уште еднаш на честа што ни дадовте, што ни укажавте честа, ќе продолжиме баш така, заедно да се даваме чест еден на друг. Амин. Додека беше славењето, не се замислив, него се видов во себе, колку пати, и може би ова некој треба да слушне, колку пати сум се наоѓал во банални муабети, онака, каде што од старт знам дека овој муабет не води никаде.
И мора да бидеме свесни за тоа. Секогаш кога, знаете, едноставно го гледаш. Посебно еден извесен период пред можеби некои 2-3 месеци, ќе тргнам некој муавет и знам и веќе го дробам, знам дека е банален, дека не води никаде, не ми прави мене лично никакво добро, замисли на другите. Не дека е нешто лошо, напротив од сето тоа. Знаете, ние ќе си правиме банални работи понатаму, банални муавети и понатаму. Не се работи за тоа, него се работи за тоа да го фатиме тој момент. Зошто? Зошто колку што може убавите нешта да не носат во пубави работи, толку може баналните нешта што може да ги занемариме да не носат во поголем банализам, побанални работи. И мора да ги фатиме, и тука пишав, но наеднаш се завршувам со благослови. Го фаќаш негде на средина моментот и викаш, ова е, го заборавам и сега одам во благослови, одам да благословувам. И, знаете, Исус им кажува дека не може од иста чешма да течат горчлива и блага вода. И тоа е така. И ние што сме во Исус, ќе видите сами дека не може од вас горчлива вода да потече. И најнаш и кажувате, стоп, овде завршува. Ова се некои остатоци од минатото, ова се некои остатоци од некој стар јас, што веќе и самиот него познавам. Не знам со кого збореме, ја точно знам кој сум. Илија Таневски од кога? Од пред 37 години, од кога сум почел да се спознавам. И точно знам дека во многу работи, и стварно не сум се ни променил, ама точно знам во кои работи и те како сум се променил. И така да му кажуваме стоп на сето она што излегува нашата уста, а што не треба, што нема место во нашата уста, и продолжуваме во благослови. Амин. И уште едно ми дојде наславењето, стравопочита кон Бог не оддалечува од Бог, не носи во целосно обажавање. Ја знам дека е многу убав збор стравопочит и дека многу луѓе го користат, али многу пати се користи во незнаење и во неразбирање. Стравопочит во Бог не е ти да се плашиш од казна. Стравопочит в Бог е да дадеш целосно обожавање и славење на некој што е на вистински започит во твојот живот. Амин. Тоа е многу битно, луѓе. Зашто не сакајќи, не дека јас сум направил нешто, не дека Бог направил нешто. Ние зашто мислиме дека Бог мисли вака и направил и само деструктивно, и видите кога сме деструктивни. Бог е таму. Ама ние сме деструктивни и цело време се враќаме наназад, и викаме Бог не напушти. Или Бог не заборави за кратко, или Бог не ме заборави за подолго. Така да нема место во нашиот живот за деструктивност. Има место за правилно расудување, за мудро расудување, но нема место за деструкција. Знаете ли кој прави деструкции? Ѓаволот. Мислам, едноставно е. Ѓаволот прави деструкции и ние не сме на негова страна. Амин. Ние не сме на страна на ѓаволот никогаш и никаде, ни пат тој може да биде некогаш на наша страна. Па да речи, не ради вие што бевте такви, ја ви се приклучив. Не е така. Така да, нема место за деструктивност во нашиот живот. Во стравопочита нема место за деструктивност. Има место за клечење и за кревање раце во целосно понизно обожавање на нашиот најголем Бог. Имаше нешто што вики цело време во славењето беше Исус да се воздигне, Исус да се воздигне. Јас сакам да кажам околу тоа нешто. Знаете, и ќе повториме тоа, пред некое време зборував за заедништво. Јаде вака да направиме, ајде се опуштиме малку. Ајде, некако преозбилно делува сето ова, иако знам дека со убавина, со мерак слушате. Павле оде и му вика, му подадов на Петар рака во знак на заедништво. Ајде сите да си подадеме, не мора да се гушкаме, али да си подадеме рака во знак на заедништво. Да, направете го тоа слободно. Со тие луѓе околу вас. Пред некое време, одлично. Ајде едно заедништво. Супер. Да, али ако нешто треба да го негуваме, знаете, сите дома повеќето, посебно жените имате дома убави цвеќиња?
И како ги негувате онака? Како нежно водичка им ставате, па ги бришете со влажни марамчиња. И стварно, ако нешто треба да негуваме во нашиот живот, е тоа за едништво. За едништво на црквата со Бог. Ви текнува за какви заедништва збореме пред некое време? Јас и Бог. И тоа е можеби почетно главно заедништво каде ти ја добиваш силата да го имаш на главното заедништво. Јас, Бог и луѓето. Имаме заедништво луѓето и јас, каде што е климаво, каде што се сведува се на некоја хуманост, што нема суштина, зашто го нема Бог во истото. И најопасното, заедништво на јас со самиот јас. И знаете, многу луѓе, јас сум, нели, Библијата не поучува, вие сте како Бог, вие сте какова. Они го зимаат тоа, јас сум, јас сум, јас сум. И кога 100 пати повторена работа, јас сум, без разлика колку и да е добра, колку и да е, да го билдаш твојот идентитет, станува опасна. Знаете што не е опасно? Најопасно да има баланс. Еднаш јас сум, ама еднаш да најдеш некого и да речиш ти си. Ти си во Бог, кралица. Ти си во Бог, чедо. Правенност. Ти си во Бог, чедо Божјо. И тука ќе направиме баланс. Значи, ако се билдаме, ако го билдаме нашиот, или ако го градиме нашиот идентитет, да се разбереме сите, ако го градиме нашиот идентитет, мора да внимаваме на која основа градиме. Павле цело време охрабрува кој сме во Господ. Ама помалку зборува за него, искрено. И кога зборува, кажува, ќе се пофалам, убава е фалбата, ама нема да продолжам. Значи, прави баланс. Прави баланс. Не удирам на никаков ваш идентитет. Напротив, го потврдувам. Што значи? Потврдуваме она што Исус зашто дојде. Зашто Исус дојде, луѓе? Зашто Исус реши да стане помал од ангелите? За да ни служи. За да ни служи за нас. И така да, ако се видите во опасност на каде што јас сум, колку и Господ да кажуваше јас сум, луѓе, она што вики ностоп, Господ е Бог. И Господ е наш Бог. Не сме му ние Бог. Ја мислам дека треба да ги разјасниме тие работи, да ги разграничиме. Господ е наш Бог, а не ние Него. Бог не мора и нема стравопочит од нас. Ние имаме стравопочит од Него. Знаете, многу пати, ама Бог мора ова мене да ми го направи. Бог мора ова и ова и ова мене да ми го направи. А Бог не мора ништо. Бог сака, луѓе. Павле на неколку места вака вика. Бог може да направи тоа, може ако сака да го закорави на некој срцето, може. Знаете ли што е убавината? Зашто Бог не сака. Зашто Божјата љубов не сака. А не дека не може. Не дека не може. Бог не сака. Амин. Да. Така да, мислам дека треба да бидеме зацврстени во тоа кој сме ние во Бог. Пак ќе кажеме, кој сме ние во Бог. Оти опасност е јас и некако твоето заедништво е повеќе на јас, а го нема Бог. Затоа за нас најсигурно заедништво е ние, јас, Бог и црквата. Јас, Бог и луѓето. Зошто? Од Бог ќе црпиш, према луѓето ќе даваш. Али луѓето некогаш и ќе ти кажат, па каде ти е местото? Некогаш Бог, кога го слушаме, не ни се верува дека Бог може да ни каже каде ни е местото и ние викаме дека ѓаволот ни кажува каде ни е местото. Али Бог точно ги знае на сите нашите места. Амин. Ајде, отвори око ги Матеј 5 глава. Еве што сме во Бог. Оваа глава ја сакам епте многу, посебно последно време не си дозволувам дури, не знам, ден или 2 дена барем да не си ја прочитам. А сите ја знаеме 5 глава Матеј, тоа се
блаженствата, да. Вика, блажени се бедните во дух, бидејќи е нивно небесното царство. Блажени се сите оние што копнеат за откровенија, зашто ќе ги имаат. Амин. Блажени се оние кои тагуваат, бидејќи ќе бидат утешени. Блажени се кротките, бидејќи ќе ја наследат земјата. Блажени се оние кои гладуваат и женуваат за праведност, бидејќи ќе бидат задоволени. Блажени се милостивите, бидејќи ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, бидејќи ќе го видат Бог. Кои се сите чисти во срце? Сите оние што го прифатија Бог за нив спасител. Амин. Значи сите сме на сигурно место дека ќе си го видиме Бог и в лице. Амин. Блажени се миротворците, бидејќи ќе бидат наречени Божји синови. Блажени се оние кои се прогонувани заради праведноста, бидејќи нивно е небесното царство. Блажени сте кога ве навредуваат, прогонуваат и говорат лажно против вас, со секакви лоши изрази заради мене. Радувајте се и веселете се, бидејќи голема е вашата награда на небесата, зашто така ги прогонуваа и пророците кои беа пред се. Ние сме сол и светлини и сето тоа. Тоа е толку убаво, луѓе, да слушнете. Знаете ли во еден збор како можеме да го сведиме? Луѓе, блажени сме во се. Блажени сме во се. Исус опфати се. Се во кое можеме да бидеме блажени. Тоа значи блажени сме и во мака, и во неволја, блажени сме и во радост, блажени сме и кога сме дома осамени, блажени сме и кога сме со друштво, блажени сме во се. Амин. И ова е многу добро да го знаеме. Дека сме блажени во се. Најде го колку Евреи 13, 20, 21. Сакам да зборувам нешто за Божјата волја и на што ние сведуваме нашата волја. И овие се убави стихови за тоа. А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го изведе од мртвите великиот пастир на овците. Исус ни е велик пастир, луѓе. Пастор над пасторите е Исус. Исус е пастор над пасторите, Бог над боговите. Пастор над пасторите. Што се друго, исцелител на исцелителите. Нека ве усоврши во секое добро, за да извршувате чија волја? Неговата волја. Да извршувате неговата волја. Вршејќи го во нас она што му е мило на кого? Нему. Преку Исус Христос, чија слава нека е во вечни векови. Амин. Луѓе, сите имаме своја волја и тоа е реално, нормално, тоа држи вода. Но повикани сме да ја учиме, да ја препознаваме Божјата волја. Зошто? За да можеме да исполнуваме неговата волја. Неговата волја што е во Христос Исус. А што е неговата волја? Еве, општата негова Божја волја. Сега не одиме на поединечно. Поединечно најверојатно секој од нас треба да дознае. Ние како црква треба да поттикнуваме, пророчки да гледаме, да насочуваме кон Божјата волја. Така, но и да ти ги кажат најубавите пророштва и најточните пророштва. Ти треба тоа да го испиташ и да видиш во Бог ти што е твојата волја. А што е Божјата волја за сите нас? Јован 3:16. Да ниеден не загине и секој биде спасен. Амин. Ниеден да не загине, а секој биде спасен. Каква улога има црквата, луѓе? Најубава. Црквата има улога да спасува луѓе, да води луѓе во спасение, да води луѓе во победи, да води луѓе во благослови, да води луѓе таму каде што нашите системи не можат да ги однесат. Да сонуваат за големи работи, но не само да сонуваат, да ги живеат со ништата големи. Амин. Најди го Евреи 10:35. И така не отфрлајте вашата доверба,
која има голема награда. Именно вам ви е потребно трпение. Па, откако ќе исполните Божјата волја, да го добиете ветеното. Зашто уште малку, мошне малку и... Одиме надале. Оној кој доаѓа, ќе дојде и нема да се забави. Стварно нема да се забави Господ. Господ точно го знае времето тајнго и ние треба да бидеме слободни во тоа на кого ние му веруваме. Стварно Бог нема да се забави. Стварно Бог добро те познава и стварно треба да бидеме трпеливи во истото. Но мојот праведник ќе живее по вера, а ако се повлече, на мојата душа нема да ја биде по волја. Ова ми е многу силно. Но ние не сме од оние што се повлекуваме за погибел. Ние не сме од тие. Ние одиме напред во победа во самиот Христос. Ние не сме од оние. И знаете, повлекување не значи дека денеска си имал лош ден, па ти си се повлекол. Мора тие работи да ни бидат граница, да ги разграничуваме. Ние не сме од оние што се повлекуваме. Што сме ние, вика? Туку од оние кои имаат вера за зачувување на душата. На друго место пишува за придобивање на другите души. Што значи дека нашата веќе ја предадовме на Христос и е на сигурно место. И ние сме сега целосно дадени, целосно втемелени, целосно поучени за едно нешто, што? Да ги придобиваме душите на другите луѓе. Амин. Ако го знаеме, ако викаме амин, ние од тука треба да излеземе со ова да ни биде, не знам, за добро утро. Ова го зборувам, луѓе, не со никаков наплив на не знам, на чувства, емоции, дека ајде сега од одма ние ќе ја наполниме црквата или не знам што. Ја ова го гледам како животен стил во мојот живот. И го гледам делото на Господ, каде што јас се приспособувам на истото, но каде што треба да го наоѓам своето место, дали било пред луѓето, дали... И така да ние сите имаме во нас еден повик, а тоа е повикот на помирување на нашиот народ со Господ. Што? Ало, дечки, Господ не ви се лути. Ало, и тебе не ти се лути. Без разлика ти што си мислел до сега дека ти се лути. И не мораш да дојдеш во ние на црква за да го спознаеш тоа. Можеш да почнеш да го бараш и Господ ќе ти го отвори. А Господ према откровението, ќе го прати човекот во таму каде што треба, во заедништвото. Амин. Врати го назад уште на стихот. И тука после Павле кажува за верата, што е, на еден човек му кажав дефиниција за верата и он се запрепасти прв пат, вика, слушам вакво нешто. Нели, а верата е тврда увереност во она на која се надеваме и сведочиме за нештата што не се гледаат, зашто преку неа пред сите добија сведоштво. Што? Многу работи. Се она што Бог го прави во нашиот живот, ние добиваме сведоштво преку верата. Амин. Најди го Филипјани 2 глава. Знаете дека Господ не е некој што се изживува врз својот народ. Па да рече, да, таа е единствена моја волја и оваа ќе исполнувате, а за вашата не сакам да слушнам. Не. Господ ги претопува нашите волји да бидат по неговата волја. Зошто? Зошто за тоа сме повикани луѓе, за тоа го славиме нашиот Бог, за да можеме да ги допреме луѓето. За да можеме она што пред 10-12 години јас го доживеав, да го доживее и некој друг, мојот пријател, што уште го не го доживеат. Знаете, навидум луѓето надвор живеат кул живот, као добар живот, али внатре е опасноста. Господ се грижи баш за внатрешноста. Таа внатрешност која ќе се среди. Секоја промена доаѓа од натре. Но за секоја промена треба да влеземе во процес. А во секој процес ние растеме. Ние немаме процес, го поминуваме туку како можеме преку оган се и кој ќе дојдеме на тоа место и таму е сега да растам. Не. Ние сите растеме низ процес. Јас, ти, сите. Низ процесот растеме. Што значи тоа? Некогаш не разбираме, ќе дојдат ќе ни објаснат. Некогаш разбираме повеќе од колку што треба, па се занесуваме, па ќе дојдат ќе не
усовршат. И така да растеме во процесот, во самиот процес напред. Не очекуваме ние да нешто падне бам и наеднаш ние сме 30 години не повозрастни, него позрели во возраста. Имаме дарови на мудрост, на знаење, каде што на вистина е дар и доаѓа преку дарот. Но и тој ќе стане толку груб ако не растеме ние сразмерно со дарот. Ако не растеме и во другите работи како што напредува нашата душа, пак сме во некоја белја. И така, ако има некаква утеха во Христос, ако има некако охрабрување во љубов, сега интересно ми е, секогаш кога ги читам стиховите со откровението што го имам јас за благодата, јас за Господ, и секогаш вака си викам. И така, ако има некаква утеха во Христос, запирка, а има. Ако има некакво охрабрување од љубов, а има. Ова сега го зборам лично за мојот живот. И секој нека си го збори лично за неговиот живот. Океј? Ако има некаква заедница на духот, а има. Ако има некакво сочувство и сожалување, а има. Направете ја мојата радост целосна, имајќи исти мисли и иста љубов, обединети во духот и со една цел. И со една цел. Вау. Имајќи исти мисли. Ова е тоа заедништво, јас, Господ и луѓето. Имајќи исти мисли, како кој? Како што имаше Христос. Здружени во една цел, да напредува Божиото царство. Знаете, со Божиото царство, кога напредува, нашиот напредок е неминовен. Ако си сакал да напредуваш во бизнисот, напредувай во Божиото царство. Или уште поточно, работи да Божиото царство напредува. Ако сакаш да напредуваш во школа, дај му шанса на Господа да те употреби за Божиото царство. Тоа ќе го порасне твоето школување. И уште ред други. На работата исто така. Без разлика на сите предизвици. Знаете, едни пријатели ни рекоа, знам колку е тешко во Македонија да бидете честни. Знаете што им реков? Али сме честни. Колку и да, во Америка ради системите, можат луѓето да бидат честни. Може да бидат према тој систем честни. Но јас сакам да бидам честен према еден возвишен систем. Божиот систем. Амин. Така да, колку и да мислиме дека е тешко, не е толку тешко колку што во Господ е лесно. Амин. Перспективата наша ќе ни отвори такви вирици за кои сме мислеле дека се невозможни. Знаете, ние викаме за возможното да и амин. Ама понекогаш ги заклучуваме работите и за невозможните. И викаме ова е невозможно и да и амин. Нема. Така да влеземе во процес на градење на Божиото царство и ќе се видиме изградени како никогаш до сега. И знаете што? Ќе нема да се лактаме со луѓето за да земаме позиции и во светот зборам. Ќе нема да се гребеме, ќе нема да газиме преку лешови, што се вика, нели, за да земаме позиции, него точно ќе ја знаеме нашата позиција. И точно ќе знаеме Господ каде го трасира нашиот пат, каде го трасира нашиот живот. А Бог е Бог со план за секој еден од нас. Бог не изоставил никој еден од тука. Никој еден, ниту мене. Ајде одиме. Не правете ништо, еве го тоа лактање. Не правете ништо од ривалство или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголеми од себе. Она што го кажав на почетокот од давањето на честа. Не гледате само на своите лични интереси, туку и на интересите на другите. Не гледате само на своето лично градење на своето јас, него градете го другото, на другиот јас. Амин. Туку на интересите на другите. Имајте такви мисли во себе, какви што ги имаше и Исус Христос. И ева бајката. Знаете, ние со Коки, кога имаме нека убава песна,
и што е таа безвременска, ја нарекуваме бајка. Бајките се исто безвременски. Ги гледате, ја цртани што сум гледал, уште ги гледам. Да, на 37 години, 30, уште ги гледам, да, бајка ми се. И така да песне, така ева бајката. Кој, иако беше во ликот Божи, не го сметаше како нешто приграбено тоа што е еднаков со Бог. Знаете, Библијата нас не изеначува со Бог. И ова важи за нас. Ние сме по ликот Божи. И ова значи за нас. Што значи? Да не приграбаме како за нешто свое. Него, туку се лишуваме сами од себе си, земајќи ликови на слуга, станувајќи слични со луѓето и откако слични со оние што до вчера бевме исти, а сега некако не ги разбираме и не ги препознаваме. Ја не го разбирам тој човек, како може вака, како може така. Почни да го разбираш. Почни да го разбираш. Посебно ако си бил нешто слично како него пред 10 или 15 години. Знаете, ќе ви олесни. Ќе ви ја скине бариерата меѓу вас. И откако стана сличен на човек, тој се понизи сами од себе си и стана послушен до смрт, дури до смрт на крст. Затоа и Бог го... Вау! Кој рече дека светот вика? Види, вие христијаните сте малку и сега ќе не сака да речат прости, да не навредат, ако е некој културен. Ако не е културен, ќе речи прости. Ама ако е културен, ќе речи малце наивни. Зошто? Па вие морате да правите добри работи, морате да правите ова, ама ја викам тоа го за доблес во мојот живот го сметам. Не за тоа го сметам за робство уствари. Во слободата робство е да правиш добро. Да, а не да робуваш на нешто што не го разбираш. Луѓето што не го знаат Господ рабуваат на работи и не ги разбираат. Имаат погрешни очекувања од истите и после што? Разочарување од истите. Али ние немаме Бог од кого можеме да се разочараме. Зошто? Зашто знаеме на каков Бог првен му служиме и со што се може сме опремени да му служиме. И така да луѓе и ќе речат, да, малце сте наивни, знаеш, ви враќаат со лошо, а вие им враќате со добро. Чекај. Ова треба да е доблест или треба да е мана? Ајде да бидеме реални. Да тргнеме се она што сме биле, се она што правиме и да застанеме пред огледало. Секој ќе рече од вас, тоа е доблеста. Тоа е доблеста. Бог ме искористи да бидам добар према другите. И не само тоа, ме направи човек да се надпреварувам во добра битка на верата, да бидам подобар, се подобар и подобар. И знаете што? И Бог тоа го гледа. И вика, и од кога сето тоа го прифативте во вашиот живот, и ви стана лайфстайл, викаат англичаните, или животен стил, и вика, го возвиши и му подари име што е над секое име. Та во името Исус да се поклони секое колено на оние кои се на небото, на земјата и под земјата. И секој јазик да признае дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог Таткото. Амин. Вау. Ако луѓе, он е првородениот меѓу слугите, првородениот меѓу праведниците, првородениот меѓу браќата. Ние него го гледаме лице в лице и се преобразуваме од слава во слава, од слава во слава. Така да ги земеме неговите примери. Неговите со голема буква Н. Да ги земеме неговите примери. Иако поголем од сите, Бог над боговите, дојде да послужи и неговото име беше возвишено. Вашето име е возвишено ради што служите еден на друг. Ради што служите еден на друг и служите на црквата, му служите лично на единствениот Бог. Вау. Вчера беме на гости кај мој прабратучет, може не сум бил, не знам. Уствари испана дека не сме биле на гости 6 години кај нив. И го видов истиот пред 6 години несменет. И му викам вака сега, застани и стој. И жена му беше преохрабрена и зачудена. А ја кажа па ништо мудро, си рекол во себе, али она беше вау, сигурно си рече леле, ова сигурно многу ќе им помогне. Викам, застани.
и му кажа, ти веруваш во Бог. Што значи тоа? Ако веруваш во Бог, тогаш мора да знаеш што пише во Библијата. И во Библијата пишува, а има две деца и третото е го чека. И го чека, да. Една година е помалку од мене. И му викам, во Библијата пишува вака. И тоа викам апостолот Павле го кажал. Кога бев дете, размислував на детинското. Но сега пораснав и го тргнав детинството. И жена му ќе онака, леле, каква реченица од кај излезе, али беше точно наменета за него. И знаете, имаме такви вистини во ова нешто што се нарекува Нов Завет или Библија. Такви вистини што можеме да баратаме со нив, а ние понекогаш се мачиме со нештата во нашиот живот. Не одат едно со друго. Не значи дека секогаш ќе оди тоа што сме го замислили луѓе. Не знам, мене ќе ми треба за овие 10 години од кога ја растам, можеби неколку книги да напишам. Каде заглавував, каде растев, каде напредував, каде не напредував. И сето тоа ние во текот на растежот го поминуваме. Но едно нешто не смее да се смени во нашиот живот. А тоа е ставот на победник. Ставот дека сме повеќе од победници заедно со кого? Со единствениот победник Христос. Амин. Можат многу работи во нашиот живот да паѓаат едноставно. Знаете, ја ги слушам, посебно тинеџерите. Кажуваат некои работи и само ги слушам и гледам како дори они се веќе свесни дека тука паѓаат. Тука паѓаат и од кој ќе ги слушаш и ќе сватат и ќе речат, ама знам дека може од ова ништо да не биде, ама ја ете барем да го кажам. Зошто? Знаете дека многу во текот на нашиот растеж ние многу работи кажуваме што едноставно се од разни побуди, имаат задни намери или било што. Но она што вистински е као испитано преку оган, почисто и појако од злато, тоа е таа Божја волја за нашиот живот. И таа останува во вашиот живот. Ќе ја препознаваме или не, е наша задача. Ја би рекол вака, и јас ова ви го кажувам наискрено и сакам со ова да измотивирам, но и да, уште еден збор имаш, ајде Коки? Инспирирам да нека Божјата волја или препознавање на Божјата волја во вашиот живот ви зависи толку многу како што да ви зависи животот од тоа. Тоа е исправен став кон нештата во вашиот живот. Нека ви зависи животот од што? Да ја препознаете Божјата волја во вашиот живот. Амин. И со ова ќе благословам и оставам да едноставно процесирате, размислувате, споделувате, си давате чест еден на друг, таму каде што одите. Да, ја ова не може да ти го објаснам, ама има еден што може ќе го викнам, ќе ти го објасни. И на таков начин се охрабруваме. И на таков начин ќе видиме како Божјото царство напредува. И црквата наша се полна. Останете благословени. Амин.